господине Иванов. 2022 година изминува, останува зад нас, што беше онаш актуелното. Да, благодарам за поканата, ќе се обидам овие 2-2,5 минути да се навратам на овие 365 дена, но главно ќе се држам на фокусот на она што е перцепција на мојот новинарски па и животен интерес, тоа е политичкиот живот во Македонија, политичките партии. 360 и кусур денови во годината, секој ден кај нас, поготово исполнет со многу интересни настани кои привлекуваат внимание од сите области на животот. Нема ништо сега да спомнам, но најмногу се радувам на вестите, на успесите од спортот, од културата и така натаму, бидејќи во овие другиве сектори некако се уште не оди и после 3 децении, нели самостојно еден пат. И една работа мене генерално и како граѓани и како проследувач на овие политички настани, главно внатрешно политички, не ми е јасно, овој пат нема да спомнам сега и последиците Украина, агресијата врз таа независна држава и така натаму, ќе задржам на политичките субјекти кои и натаму ги сметам и во овие 3 децении, а и во оваа измината година 22 дека се најодговорни субјекти за тоа што и се случува и убаво, е многу малку. Зборувам на социјален, на економски, на политички план, на интегративен европски план, а многу повеќе процентуално може да одвоиме за тие работи за кои ние граѓаните генерално сме сите незадоволни и како професионалци во професијата, но и како граѓани, нели? Да не зборувам сега и за цени, инфлација и така натаму, за последиците од ковидот, од економската, од енергетската криза, ќе си ја плаќаме цената и во дело таа цена ќе ја плаќаме и во 2023 година. Она што реков за мене е несватливо, еве и во оваа година 2022, што предавници патриоти, тоа се влече веќе 30 години, никој не ја предаде државата, никој не беше толку голем патриот да биде, не знам, Гоце Делчев или Јане Сандовски сега, некој нов. Или Александар Македонски, ако некој верува, нели, во тој дел од историјата, се е тоа легитимно. Но несватливо е како политичките партии не може да седнат на маса ноќе, дење, него да се договорат за елементарни, круцијални граѓански работи за оваа држава да функционира системот. Продолжи партизацијата генерално, не се демонтира делот од тој систем, непотизмот и така натаму, тука и таму афери околу корупција и криминал, извештаите се за мене, барем, тој некаков, каков таков легитимен репер на некаква објективност кога некој други од надвор не наблюдуваат, а тоа се извештаите на Европската комисија, центрите каде што ние, нели интеграциите каде што се стремиме. И ако зборуваме за граѓанско разочарување и за констатација, тоа е тоа, значи не кооперативноста на политичките партии да се договорат за 1, 2, 3 реформи. Се надам дека 2023 година и опозицијата, предводена како најкрупна партија од ВМРО-ДПМН, ќе се опамети и ќе престане со, не знам како да ги наречам, небулозни блокади, бидејќи се работи за сите и за нив, и за нивните членови, и за нивните симпатизери, и за нивното убедување дека се за Европска унија, а клипови и така натаму. Една влада презела обврска да потпише договор со Бугарија, друга влада ќе преземе со некоја друга држава за нешто трето. Ние сме на самиот старт. Се надам дека 2023 година ќе го направиме и првиот чекор. Ние сме на патот, на европскиот пат, се надам ВМРО-ДПМН нема да бидат одронот, ќе си дојдат избори кога ќе се договорат политичките субјекти, ако не се договорат, си има устав, си има закони, се знае кога се закажуваат и кога председателот на собранието ќе ги закаже. Ако се договорат да имаат и утре избори, нека имаат и утре, ако тоа е услов да почнат преговорите, ако се договорат политичките партии. Значи ништо на сила не оди, си има оваа држава устав, прописи и така натаму. Се надам на таа хармонија и се надам на поголема одговорност на политичките субјекти. Ми зема дел од темите околу медиумите Љубомир, но тој одлично ги елаборираше. Јас се надам дека тие мејнстрим медиуми конечно, кои сепак имаат големо влијание, зад кои стојат големи бизнеси и политички некои опции, дека конечно ќе се професионализираат, дека малку ќе удрат главата од зид, дека ќе се демократизираат и самите однатре, дека ќе умеат професионалните новинари да дадат отпор на главните уредници на собствениците, новинарите на главните на уредниците, уредниците на главните уредници, репортерите на уредниците и дека тој ланец на одговорност, на посветеност на новинарството и на етиката поготово во новинарството, дека ќе барем скала 2 ќе се подискачи и се надевам и завршувам
дека 2023 година ќе биде година на успешни луѓе и на афирмација на успешни луѓе и ќе биде година во која барем помалку ќе им завидуваме на успешните, а повеќе ќе ги бодриме да бидат уште поуспешни, бидејќи успехот на поединецот е успех и на колективот, успех на колективот е успех на заедницата, на општеството и на државата. Благодарам.